Дете донело нож во основното училиште Киро Глигоров во Скопје. Родители чии деца учат во ова училиште живеат во страв. За порталот Курир алармираат за низа случувања кои довеле до состојбата да чувствуваат дека децата не им се безбедни на училиште. По инцидентот со ножот била контактирана неговата мајка, која потпишала изјаве дека таа го ставила ножот во ранецот на незиното дете по грешка, откако правела појадок. Родителите неколку пати покажале разбирање, но по овој случај велат дека алармот мора да остане вклучен. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има друго ново. Во периодот од 16 до 22 февруари во земјава се регистрирани 1113 случаи на грип и заболувања слични на грип, што е намалување од 3,2% во однос на претходната недела, покажува најновиот извештај на Институтот за јавно здравје. Според податоците, најголем дел од заболените се на возраст од 15 до 64 години, вкупно 621 лице. Пријавени се и 185 деца на возраст од 5 до 14 години, 164 деца до 4 години и 143 лица постари од 65 години. Најмногу случаи се евидентирани во Скопје, 669. Заклучно со 8-та недела во земјава се вакцинирани 79.118 лица. Председателката Гордана Силјановска-Давкова со највисоки државни и воени почести денеска ќе го пречека председателот на Албанија Бајрам Бегај. По пречекот ќе следува тет-а-тет средба, а потоа е планиран состанок на македонската и албанската делегација. Во рамки на официјалната посета албанскиот председател ќе има средба со председателот на собранието Африм Гаши. Известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц ги повика македонските власти да го искористат, како што рече, позитивниот момент во Европската Унија за проширување и да покажат политичка волја за надминување на застојот со уставните измени. Презентирајќи го годинешниот нацрт извештај за напредокот на земјата пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, Вајц оцени дека постои реален прозорец на можности за напредок во однос на уставните измени. Вајц истакна дека правата на малцинствата за културно изразување и самоопределување се дел од европското законодавство и од преговарачката рамка. Театарот со груби стана циркус. Прво граѓаните ја видоа режираната представа на граница. Доаѓањето со научари, со насмевка, каде недостасуваше уште црвен килим за груби, велат од СДСМ. Излегуваат информации дека наводно странски служби јавиле уште пред една година и дека безбедносната проценка воопшто не била направена од АНБ и МВР. Само не кажаа која, дали српска или руска странска служба. Веќе не знаат што да излажат. Само нешто се измислува за да се покрие сценариото. Исто како во времето на Никола Груевски. Какви странски служби, какви проценки. Нема посилна потврда од ова дека се е договорено, се вели во соопштението на СДСМ. Сдружение на граѓани со ретки болести ретко е да си редок, со особено задоволство го најавува свеченото одбележување на Денот на ретките болести. Настан посветен на подигнување на свеста и поддршката за лицата со ретки диагнози. Под мотото реткоста е сила, а заедништвото е наша најголема моќ. Организаторите подготвија богата и разнолика програма исполната со музика, танци, креативни активности. Настанот ќе се одржи в сабота на 28 февруари во Охрид мол. Посебен белег на настанот ќе даде централната креативна активност, сите присутни учесници и публиката ќе можат да ги обојат своите дланки и да остават отпечаток на голема банер. Овој символичен чин ќе представува порака на поддршка, љубов и прифаќање кон лицата со ретки болести. Обиколницата околу Битола од вчера од 18:30 часот заради свлечиште е затворена за сообраќај, а сообраќајот се пренасочува преку градот Битола. Екипите на јавното претпријатие Македонија Пат работат на расчистување на свлечиштето и нормализирање на сообраќајот, информираат од АМСМ.
Еве што има ново во светот, нова ескалација во односите меѓу Пакистан и Авганистан, откако пакистанските сили бомбардираа цели во Кабул и две други провинции изминатата ноќ, додека двете страни изнесуваат спротивставени податоци за бројот на жртви. Нападот следеше само неколку часа по прекуграничната акција врз афганистанските сили во близина на пакистанската гранична единица. Според новинските извештаи, во главниот град на Авганистан се слушнале најмалку 3 силни експлозии. Афганистанското министерство за одбрана објави дека во претходниот напад се убиени 55 пакистански војници, а неколку се заробени. Од афганистанска страна пак, според нивните информации, 8 лица загинале, а 11 се ранети. Најмалку 6 палестинци се убиени во израелски напади со беспилотни летала, насочени кон 2 полициски пунктови во бегалскиот камп во централниот дел на појасот Газа и покрај кревкото примирие меѓу Израел и Хамас, кое стапи на сила на 10 октомври. Портпаролот на Хамас, Хазем Касем, рече дека зголемениот број на смртни случаи како резултат на континуираното израелско бомбардирање на појасот Газа го одразува очигледното непочитување на напорите на медиаторите од страна на сионистичката окупација и незиното целосно непочитување на мировниот совет и неговата улога. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи денес изјави дека разговорите со САД во Женева се меѓу најсериозните што Иран ги водел досега и дека Техеран јасно ги искажал своите барања во врска со укинувањето на санкциите и процесот на ублажување на санкциите. Аракчи рече дека разговорите опфатиле и прашања за нуклеарната програма и дека двете страни се согласиле за потребата од консултации со своите главни градови. Техничките разговори ќе продолжат во Виена од понеделник, а новата рунда и индиректно иранско-американски разговори се очекува за помалку од една недела, рече Аракчи. Хилари Клинтон не се сеќава дека некогаш се сретнала со Епстин. Клинтон им рече на новинарите дека постојано и биле поставувани истите прашања во текот на денот, но дека таа исто така понудила некои предлози за спроведување на истрагата. Рече дека доцна во процедурите стана доста необично затоа што почнале да ја прашуваат за НЛО и серија прашања за Пицагейт, една од најодвратните лажни теории на заговор. Таа се осврна на лажни размислувања поврзани со 2016 година, кога се зборувало за една пицерија во Вашингтон како покритие за мрежа за сексуална злоупотреба на деца, што ја води таа и дека полицијата во Њујорк открила мрежа за педофилија поврзана со демократите. Paramount го купи Warner Bros. Netflix се повлече во последен момент. Пред помалку од една година, Дейвид Елисон водеше мала продуцентска компанија. Денес стои на работ да го преземе холивудскиот трон. Извршниот директор на Paramount Skydance се појави како победник во лицитацијата за Warner Bros. Discovery. Во борбата, Елисон се соочи со Netflix, најголемиот и најважниот играч во индустријата. Претседателот Доналд Трамп, како и саудиците, се вмешаа во трката, а во еден момент дури имаше и закана од непријателско преземање. Но Елисон победи. Египетските власти уапсија туристички водич за вандализирање на пирамида стара 4000 години. Египетскиот туристички водич беше уапсен откако се појави видео на кое се гледа како цртат цртежи со креда на пирамида во археолошкото наоѓалиште Сакара во близина на Каиро. Туристичкиот водич наводно се извинил, тврдејќи дека тоа му е прв ден на работа по 4 години и дека прекумерната возбуда го навела да направи непростлива грешка. Според египетскиот закон, туристичкиот водич се соочува со минимум 1 година затвор и парична казна од 6500 евра, ако биде осуден за оштетување антиквитети. Под мотото апсолутна власт, апсолутна забава,
Синоќа се одржа 29-то издание на најпопуларната манифестација на домашната сцена – Златна бубамара на популарноста, во преполната сала Борис Трајковски. Вечерта беше во знак на легендите, врвните музички изведби и признанијата за оние кои оставија траен белег на македонската сцена. Легендарниот Круме Спасовски ја доби наградата за животно дело, а публиката ја поздрави неговата вонвременска изведба на хитот Чудна жена беше Вера. Наградата за трајни вредности оваа година ја доби актерката и театарска режисерка Снежана Конеска-Руси. За најпопуларна пејачка во регионот беше прогласена Александра Радовиќ. Забавата и хуморот, кои се заштитен знак на оваа манифестација, како и секоја година, беа на високо ниво благодарение на дуото актери водители Атанас и Тино, кои во нивен стил ја одржуваа атмосферата во салата, коментирајќи ги актуелните политички и општествени настани во Македонија. За крај метео, утро во најстудено во Бирово, -6 степени. Времето денеска ќе биде сончево со мала локална облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне од 12 до 16 степени Целзиусови. Во наредните денови, заради влијание на поле на висок воздушен притисок, ќе има стабилно и суво време, а дневната температура ќе биде во пораст. Погледнавте вести на Слободен печат, благодарам на довербата, ќе се видиме уште еднаш во 15:30.